Преку радосното биење на камбаните, околу 500 деца од цела Македонија денеска го посведочија објавувањето на најторжествената вест за рождеството на Богомладенецот Исус Христос. Традиционално по 20 јубилеен пат Прилеп беше домаќин на Божикниот ручек, кој од 2006 година го организира детската амбасада за сите деца во светот. На заедничката празнична трпеза седнаа деца од повеќе градови, од различни целни групи и различна вероисповед, промовирајќи ги љубовта, еднаквоста, меѓусебната почит, толеранцијата и ненасилната комуникација. Целта на овој божичен ручек е Исусовото раѓање, Христос се роди, навистина се роди и многу сум горда и задоволна што учествувам на овој божичен ручек. Ја прв пат идам овде, со другарките ме викнаа да дојдам со нив и интересно изгледа многу. Посакувам сите деца да бидат прифатени, да бидат со исти права. Супер се чувствувам и посакувам на сите деца да бидат прифатени и никој дете да не биде отфрлено од другите, сите да има исти права и среќен Божик на сите. Во духот на верата и традицијата, Божикниот ручек годинава за прв пат го благослови величкиот епископ Никола, а по претходно допуштение од надлежниот архиереј, митрополитот господин Петар. Како што дојдовме да се поклониме денес во храмовите на нашата црква на Богомладенецот Христос, така на еден начин идовме тука да се собереме и да се поклониме на чистотата, над убавината на детската возраст. Прославата на Христовото раѓање и годинава се одбележува под мотото Едно небо за сите деца, велат организаторите, кои редовно подпомогнати од општина Прилеп уверуваат дека оваа нивна заложба ќе ја остават во наследство и на идните генерации. Целта на овој настан е овие дечиња да не познаваат разлики меѓу нив, да има толеранција и другарството да расте. Општина Прилеп продолжува да биде пионер во создавањето на нови традиции, ако може така да се каже, во оваа држава. Ја завршивме 2025 година со јубилеј 20 години прослава на патрониот празник Свети Никола на град Прилеп. Ја почнуваме новата 2026 година со уште една новосоздадена традиција, 20 пат Божикен ручек, кој што го организира детската амбасада за сите деца во светот. Годинава најпрестижното признание на овој настан, меѓународниот орден за носител на мирот, и беше доделено на амбасадорката на сите деца во светот, Гордана Нацева.